Поради доцнење на тендерите, диабетичарите повторно останаа без ленти за мерење на шекерот во крвта. Нема ниту игли во болничките аптеки. Пациентите се жалат дека најголем проблем имаат родителите со деца диабетичари. За нив мерењето на гликемијата не е еднократен процес, туку треба да се повторува по неколку пати во текот на денот, што значи зголемена потреба од ленти, но и поголем финансиски трошок доколку сами си ги набавуваат. Од Асоциацијата за детски диабетес повторно побараа институциите да не бидат слепи и децата да добијат модерни терапии. Ситуацијата со ленти и игли е се уште лоша, односно нема. Се појавува многу мал број на игли, а ленти нема за никој. Јавниот повик, односно тендерот заврши минатата недела, очекуваме час поскоро Министерството да донесе одлука, се надеваме во полза на сите пациенти со тип 1 и тип 2, квалитетни ленти, не најефтини, како што е само на единствениот критериум. Тоа е најефтини и до сега ги имавме и сите јасно и гласно кажувавме дека не се добри. Од Сдруженијата на диабетичари не кријат дека проблемот се провлекува подолг период, бараат долгорочно и системско решение. Има ленти кои што се иновативни, односно се дигитализирани веќе. Самиот апарат кој ќе земете прво капката е впива, не ја ставате по сега да барате каде да ја ставите. Второ, значи впивањето и за 5 секунди самиот мери. Има технологија на правење профили како и претходните, но овој може да се споделува. Оно што е најважно е стандардите за ниска отстапност. Од Министерството за здравство велат дека постапката за јавна набавка на ленти и игли за мерење гликемија е во финална фаза. И додека со месеци ги нема основните средства за третирање на диабетичарите, Министерството за здравство се пофали на социјалните мрежи дека во клиничкиот центар Мајка Тереза се правела генералка. Фотографии од хигиеничарки со џогери и крпи во рацете, колички полни со средства за дезинфекција, вреки за собирање на отпад, метли. Вчера беа објавени на Facebook профилот на Министерството за здравство. Од тука се поставува прашањето дали чистењето на болниците е потребно постојано, а не кампањски, а дезинфекцијата треба да се подразбира како секој невие, зашто во болниците понекогаш се умира и од бактерии, а не од болести.